Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Среда навечер Македонија исполнета, за жал, со чад и дим од пожари на секаде. Ситуацијата навистина е алармантна. Не попусто беше прогласена 30-дневна кризна состојба. Не попусто е формиран кризен штаб кој што веќе функционира. За жал имаме две починати лица во земјава. Пожарникарите и сите надлежни даваат се од себе да се справат со огнените стихии. Морам да ви признам и овој чад и овој непријатен мирис што се чувствува практично во цело Скопје и на секаде низ Македонија не остава рамнодушни. Навистина мора сериозно да ја сватиме оваа ситуација. Пожарите не се играчка, не се шега. И она што најмногу ме фрапира е фактот дека полицијата се сомнева, веројатно основано, дека некои од овие пожари се подметнати. Повторувам, подметнати од лица кои што од овие или оние побуди сакаат да направат штети, сакаат да направат хаос, нешто што сигурно нема да им служи на чест. Искрено мене ако ме прашате, јас мислам дека најригорозни казни се лекот за ваквите појави. Нема оправдување за некој што се игра со човечки судбини, со човечки животи. Она што мене ми се допадна е фактот дека активиран е европскиот механизам за помош за справување со пожари. Некаде во регионот на Битола помагаат и грчки пожарникари со нивни канадери, со нивни противпожарни возила и така натаму, а истовремено грчките пратеници за жал во Европскиот парламент заедно со нивните бугарски колеги играат една сосема поинаква улога, односно долеваат масло на оганот кога е во прашање проблемот на Македонија со Европската Унија, односно со оној фамозен извештај на Европскиот парламент. Вечерва ќе посветиме најмногу внимание токму на оваа тема и кога човек сака да разговара на вакви теми, со ги бира се разбира оние кои се најадекватни за такво нешто, во случајот универзитетската професорка и пратеничка Иванка Василевска. Добра вечер. Добра вечер. Професор, ќе рековме за пожарите, нема што посебно да се додаде. Господ нека е со нас и да се бориме едноставно сите да бидеме свесни што се случува. Меѓутоа овој пожар што го направија во Европскиот парламент, фигуративно зборувам, е една сосема поинаква игра која што не можеме да кажеме дека не беше очекувана, само највен ќе рече дека тоа ќе било така. Меѓутоа фактите се тие што се. Усвоен извештајот за Македонија конечно после 2 години, меѓутоа бугарските пратеници очигледно издействуваа да тој да се изгласа без македонскиот јазик и идентитет, нешто на кое што сакавме да се надеваме дека е возможно и впрочем во оној надворешен комитет на истиот Европски парламент помина во тоа прво читање. Меѓутоа еве денеска практично се соочивме со реалноста на теренот дека бугарите и грците, нивните пратеници тамо, апсолутно не се подготвени демократски и европски да и пристапат на Македонија. За жал, констатацијата е апсолутно на место. Навистина, имавме периодов можност да извадиме на виделина целата заскриена, како да кажам, игра на старите духови кои што не мислат добро на македонската идеја, на македонската држава, на македонскиот народ. Тоа не е нова приказка. За жал, во децениите предходно некои работи малце и како да ги подзаборавивме. Сосема е нормално и во човековата психологија е да ги надминува големите трауми со тоа што ќе создаде нови впечатоци, нови искуства. Секоја нова генерација имало и периоди во минатото кога имале и друг фокус на интерес, со други прашања се занимавали така натаму. За жал, таа реалност повторно ни се врати во лице при самата дисолуција од поранешната Југословенска федерација последната деценија од минатиот век. Тогаш се соочивме и со грчкото ембарго, се соочивме и со точно Република Бугарија е прва ја призна осамостојувањето на Република Македонија во 90-тите, но без признавање на македонски народ и македонски јазик, што е прашање кое што слушно ситлееше од самите почетоци на создавањето на независна Македонија. И овие 30 на години во различни периоди со различен интензитет се пројавуваат истите прашања.
Затоа ако направиме една хронологија, ако се вратиме назад уште во периодот пред донесувањето на Преспанскиот договор, тогаш како опозиција многу јасно и децидно повикувавме на и не само на историскиот наратив, туку и на композитот и структурата со која што сега се соочуваме како држава, како современа држава и прашањата кои што апсолутно се незатворени за нашите соседи во случајот од југот и од истокот, дека истите може да допринесат не само да се разрешат, нема да се разрешат проблемите, туку истите ќе добијат една нова форма и нова димензија и гледаме денеска дека тоа е така. Ако тие кои што ја пратевме седницата во Брисел вчерадента, попладнето, тоест веќе вечерта, прик вечерта, вака малце одеше подолго распоредот на говорници на точки, во оној дел кој што се однесуваше на извештајот на господинот Томас Вајц за напредокот на Македонија и овој период кој што се опфаќа од 2023-2024 година, за жал претходно не беше донесен извештајот, можеме да проговориме ако сакате и подоцна малку подробно за тоа зошто речиси 3 години Македонија не доби извештај од страна на Европскиот парламент, кој што е многу значаен бидејќи тој сега е веќе резолуција која што влегува во генералниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија на патот кон Европската унија. Тоа се синхронизирани значајни документи во овој наш евроинтегративен поход. Од таа причина се ова што се случуваше има своја многу, дефинитивно има лош одраз и лоша димензија и на моменти би рекла и застрашувачка, но од друга страна мора сите да признаеме дека барем денеска во овој моментум не треба да имаме дилеми со какви прашања се соочуваме и кој е бремето кое што се обидуваат да ни го наметнат на сметка на сопствениот идентитетски корпус, кој апсолутно е нешто за кое што не постои ниедна власт која што е властена да може да преговара и да прави било какви комбинаторики и промени, бидејќи видовме во минатото дека секоја таква непромислена одлука потоа отвара една пандорина кутија, знаете, и во разногласието, и во оправдувањата за одредени постапки и за многу други сегменти кои што, ако сакате да направите една објективна слика за настаните кои што доведоа до ова толку брутално соочување со реалноста денес, морам да ви признам дека недостатокот од политичка култура во комбинација со други интереси допринесе да се создаде еден немарен, неодговорен, ако сакате, однос кон водењето на оваа битка и од таму мислам дека ова е едно добро отрезнување, добар аларм. Секако една изгубена битка или некој непостигнат ефект не ја губи целата слика или војната, така. Апсолутно. Нашата улога, мојата улога, улогата на мојата власт, која што дојде на сега од минатата година сме повторно на чело на државата, на луѓето со кои што јас соработувам, е да можеме да направиме нешто кое што ќе биде во интерес на македонскиот народ, на македонските граѓани и за развојот на македонската држава. Но по истите принципи и мерила и правила како што важат за сите подеднакво. Македонија е исклучок во рамките на Европската унија, бидејќи ваквото бреме и ваквиот тип на прашања се ексклузивно наменети само кон македонците, затоа што има и друга приказка. Тоа си е еден историски наратив, тој сме го зборувале кај вас во вашите почитувани емисии кои што сте ни дале простор кога сме елаборирале на овие многу респектабилни теми. И тој е процес кој што си трае, речиси, сам повеќе од 150 години, истиот има своји кулминации и своји падови, но исто така гледаме дека истиот воопшто не е затворена книга кај нашите соседи кои се реално членки полноправни на Европската унија и поседуваат многу повеќе механизми за да можат да вршат притисок и да се обидат да ја менуваат нашата македонска приказна. Професорке, во случајов повеќе сакам професорке да ви се обраќам заради околностите на овој разговор. Има повеќе аспекти кои што може да се гледа овој проблем. Премиерот го слушав многу внимателно денеска кога ја на онаа пресконференција на која што зборуваше за практично за резултатот од ова гласање, кај него се почувствува, мислам дека еден момент на, не може да наречам фрустрација, меѓутоа на една огорченост која што е апсолутно исправна и логична. Затоа што вие велите 150 години. Тој наратив и со тоа се согласува од најголем дел од
интелектуалците кај нас, нешто што нема ни да запре, веројатно уште 150 години, меѓутоа ние зборуваме за 2025 година, Европска унија. Зборуваме за врвот на цивилизацијата, барем сакаме да веруваме во неа, за принципи, за морален интегритет, за еднаквост на сите пред законите и правдата, како веќе оди тоа, еднаквост на различностите, сите оние флоскули, сега веќе може отворено да ги зборуваме на Европската унија, кои што важат за сите, освен за македонците. Влегуваме во опасна зона да бидеме самоодречени жртви. Мене тоа не ми се допаѓа. Тоа го избегне и премиерот многу убаво да го каже. Не ни е потребна улогата на жртва, не сме ние, не знам како се нарекуваше она кутрото пајче. Грдото пајче, да. Да, кое што нешто сега сите го маткаат. Мораме да се соочиме со реалноста. Бугарските и грчките пратеници, грчките особено ме изненадија, се поставија многу ригидно, многу лошо. Една од грчките пратенички зборуваше на толку грд тон што просто запрепасти. Нема македонци, ние сме македонци, вие сте тамо некои измислени бугари, една охолост се почувствува во целата приказна. Бугарите ја завршија приказната така како што ја завршија. Она што мене ми се допадна, господинот Томас Вајц, известителот за Македонија, остана доследен на тоа што одлучил да го направи, не избега од принципите на кои што ја поставил својата програма, му беше жал, отворено рече дека му е жал што не проаѓа тоа што е логично да пројде, меѓутоа не можете да се борите со мнозинството, очигледно така стојат работите, 400 и колку беа 20 пратеници кои што гласале за, и сега ние се наоѓаме во една ситуација која што Бугарија, која до пред 2 недели, кога помине оно извештај во надворешната комисија, беше практично, зборам за бугарската власт, се разбира, разочарана, хистерична, се бараа оставки од целата влада и така натаму, сега да се обидуваат да ликуваат и во исто време да испраќаат, простете ми, нека ми простат граѓаните, цинични пораки. Господинот Бојко Борисов денеска вели и подаваме рака на Македонија. Ако ова е подавање рака, тогаш тоа не е подавање рака. Морам да ви кажам нешто тука. Ако извинете, може би слободно. Вака, но ова е огромна тема и е многу значајна и треба македонската јавност да се едуцира, да биде информирана. Ми недостасува, морам да кажам, во македонскиот социјален простор ваков тип на дебати, дискусија, анализа, поголем интерес, поголем фокус на тоа што е суштински важно. Но не се како... За жал, ние повеќе се занимаваме со тоа која му била љубовница на некој премиер пред 30 години. Влеговме во таа зона. Ама видете, ние тоа е девалвација и затоа затоа и апелирам, веќе се чувствува во сите сегменти разбирањето, немањето на неправењето разлика помеѓу институции, помеѓу поделба на власт, видете, сега ќе почнам од една друга тема малку пошироко, но брзо ќе се вратам на суштината. Значи, гледате што се случува со македонското собрание. Па еве, јас сум таму 5 години, па не можам да го избегнам впечатокот дека сите фекалии во државата се насочуваат кон парламентот, што е многу непримерно и некоректно. И кој ќе видите како граѓаните артикулираат кон нас, благодарение на погрешната пропаганда, на погрешните информации, на лошо изградените впечатоци, вие ќе речете дека ние пратениците сме семокни луѓе. Во суштина, собранието е законодавен дом кој што носи регулација, закони, се грижи за законитоста, за уставноста, за процесите кои што се однесуваат на тој многу битен сегмент во развојот на државниот развој. Но апсолутно одлуките се легитимни, бидејќи сме непосредни избраници на граѓаните и ние сме тие кои што делегираме власт, и ние сме тие кои што одземаме власт на некој начин и така натаму. И таа демократска алатка не прави партнер на граѓаните, а не главен виновник на граѓаните. И тука е таа, да речам, ќе видите од тука дека тоа не е до разбирање ова што се случува со овој циркус што го прават колегиве од левица, морам да искоментирам. Например, по еден час некој протест за некакви си патни трошоци. Знаете колку со години секоја влада порано ги злоупотребувала таквите механизми која сакала да покрие некој друг тип на грешки во своето владење, но кој ќе видите вака, после се вратите наназад и кој ќе видите на кое ниво го третираат пратеникот, тој популизам и таквиот вординг не е исправен и не е оправдан.
И се ако отворите тема ова лавина ќе биде, нели, јас ќе станам најомразената личност во државата, бранам тука нешто, не знам што, но а кој сакате да го представува парламентот? Такви какво што кажуваат, со кого имале љубовна врска пред 100 години или некои пред кооперација кои што, нели, повеќе пијат отколку што размислуваат за семејството, за домот, така мислам, сепак треба да го задржиме нивото и да разбереме дека овие обврски бараат одредени привилегии во интерес на спроведување на активностите и задачите. И не треба тоа да се гледа никако поинаку. Доколку некој се погреши пред законот, тогаш има одговорност, се разбира. Се разбира. Ние не можеме веќе, и јас не се согласувам за колективна одговорност. Колективната одговорност не доведе до негативна селекција и до дупнување на дното во однос на политичката култура. Затоа што колективната одговорност ја избегнува личната одговорност. Абсолютно. И тогаш не е во прашање Иванка Василевска. Абсолютно. Или туку сите заедно. Јас гарантирам за Иванка Василевска. Јас се трудам образот на Иванка, мојата работа, мојот придонес, мојата група. Пристап, така е. Никогаш не сум се ставила прва, убаво и да си последен, но да си дел од една група со која што ги делиш истите ставови и работиш во интерес на државата. И така, и во Европа, тоа беше исто тоа што не уча, тоа кон кој што се стремиме, е она повисока цел на реализирани луѓе кои даваат допринос за обединета Европа, која што треба да биде, нели, пред се и која што е мировен проект. И треба да го унапреди овој полуконтинент и така натаму, и тоа веќе го знаеме, сме го збореле. Суштински важно да се каже, прво за господинот Томас Вајц. Македонија доби голема шанса и многу срекна околности, тоа што токму господинот Вајц се нафати на задачата да биде известител на Европскиот парламент за напредокот на Македонија. Зошто велам срекна околност беше? Затоа што претходно имавме или бугарски или грчки европратеници најчесто кои што беа, нели, во претходниот мандат беше во случајот исто така австриец господинот Андреас Шидер од левицата. Исклучителен респект имам изградено кон него, бидејќи многу се трудеше да ја помогне на Македонија и работеше со една почит и со еден жар кон нас. И се виде тоа и на пленарната седница вчера, тој даде поддршка, излезе достоинствено и така. Така што нели, тоа што господинот Томас Вајц, аз извинувам, сега направив еден привид, господинот Чидер беше копредседавач со комитетот. Сепак известител за Македонија беше господинот Илхан Кјучук, но тука ќе ја видите разликата, бидејќи господинот Илхан Кјучук, кој што беше известител за Македонија од Бугарија, навидум работеше коректно и неутрално, се додека не му се отвори можноста да стане министер во владата на Бојко Борисов. И тогаш веќе нешто друго види. И тогаш не пушти по вода и драстично ја промени својата реторика кон нас, драстично ги промени тактиките на дејствување и впрочем немавме скоро 3 години извештај од Европскиот парламент, токму затоа што господинот Кјучук, за да се додвори на тогашната врхушка во Бугарија, во Софија, се обиде и вметна во предлог извештајот, кој што тогаш го изготвуваше за напредокот на Македонија, северно-македонски јазик. Иако на македонската јавност не е досега јасно зошто е проблемот со идентитет, јазик и така натаму, и зошто господинот Томас Вајц сакаше нас прво да не увери човекот, потоа се соочи со реалноста, и ја виде грдото лице на дел од своите европратеници колеги. Она што ние го натиравме беше токму тој момент кога навистина, ако не изреагиравме тој период, ако не се направеше притисок и не се, нели, тргнеше тој извештај воопшто, нели, подобро беше и да го нема. Таква одлука беше донесена како пресекување со Гордиев, нели, на Гордиев јазол. После речиси 3 години новиот известител кој што влезе ентузијастички, тој е, нели, центар лево, од зелените припаѓа, значи си е фармер човекот, се занимава со друг тип на прашања, неговата идеолошка прагма е насочена кон здрава животна средина, родови прашања и друг тип на прашања кои што се занимава неговата идеолошка матрица, влезе во една тешка национална приказка, мислам неочекувано за него, дури до тој степен, и кога ги изслуша сите аргументи и од нас како македонски пратеници, тука сакам да истакнам пред македонската јавност, во рамките на Мешовитиот комитет имаме од сите релевантни политички партии во рамките на Македонското собрание, значи представници, нивни заменици, каде што работиме заеднички.
Значи тоа е исто така еден интересен комитет, бидејќи тука не постои разногласие или да се срамиме да одиме во Брисел и да одиме секој приказки да си раскажува, туку одиме со стрикна агенда, со државен интерес, со желба за евроинтегративен процес, со аргументи, со секој свој аспект си ги промовира политиките кои што се дел од големата слика но секако тој се виде и со премиерот, се виде со министрите, кои што министерот за надворешни господинот Муцунски, се виде со господинот Муртезани, се сретна со голем број од граѓанските организации, ги слушна нивните побарувања, направи еден голем скрининг на целото македонско општество и врз база на тие работи кои што посебно затоа и дојде ова како можност, бидејќи тој самиот сакаше некако да испрати порака и до нас, бидејќи така доаѓаат европејците, они доаѓаат и викаат направете ги уставните измени, што ве чини да ставите бугари во устав и што ќе ја затворите таа приказка и ќе си почнеме да си преговараме, ќе отвориме првиот кластер, дајте да ви помогнеме да го искористиме моментумот. И тоа е така, затоа што за нив нормално не може ова горливо прашање да биде суштинско и тие да се запознаени, не се научници, не се бавеле со оваа проблематика. Со најдобра намера кога доаѓа, тоа е пристапот. При тоа е толку глупаво што веројатно на поглед дел од нив не им се верува, однапред дека е возможно некој за ова да се расправа. Па видете сега на пример нашите пријатели словенците, тие нас не учат како тие надмина проблемот со хрватите. Да. Или како тие кога влегувале во рамките на Европската унија, како го надминале својот проблем со Италија и со Австрија. Хрватите исто така ни укажуваат на нивните примери, па ете како го решиле тоа со словенците, па тие се согласиле и проблемот не се решил, проблемот е останат како што е останат. Но се договориле дека ќе може да разговараат, а суштински да бидеме заедно. И не станало суштинско, но тоа е, знаете како, дури често пати тоа им го велиме ние, дај Боже ние да имавме такви проблеми како вашите, да имаме такво симпатично италијанско малцинство во рамките на словеничката држава, кое што треба да се да добие одреден статус таму и да се решат одредени барања и тоа да е најголемата греда. Но овдека имате имплодирање. Ова не е ни шатл дипломатија, ова е агресија која што ви вика вие сте бугари. Значи вие зборите бугарски дијалект. Најотворено. Токму така. Видете, мене ми се случува не само во рамките на МПК, лично мој искуство во моите мемуари последниве 15 години редовно си ги запишувам моите впечатоци од политиката внатре и надвор. Значи еден ден ќе се чита тоа, веројатно ако го обзнани денот, ќе видите таму имам бројни искуства и во други комитети каде што ви доаѓаат буквално представници од Грција, долгогодишни пратеници од Атина, кои што ви викат вие сте бугари, во зборите бугарски јазик. И знаете, во една прилика многу скоро тоа ми се случи со еден, многу искусен грчки пратеник и јас му реков, видете, точно е. Јас разбирам бугарски. Изборувам малку, изборувам и српски, и хрватски, и божњачки, и црногорски, како сакате и малку разбирам и албански. Јас сум геополитичар. Мојата задача е посебно Балканот, мене ми е тема работа. Јас морам да ги читам тие документи, мене ми требаат тие јазици. И викам, на исто ниво ги разбирам, ако ви значи нешто, па сега не сум баш нешто од тоа. Немојте така, нели? И кога ќе чујат аргумент кој што не ја поклопува нивната, матрица, веднаш ви вртат грб и најбрутално се заменуваат. Толку отворено изгледа сето тоа. Па сега видете, ако ги погледнете историски одредените конотации, кој во која групација бил во Прва светска војна, меѓу двете светски војни што се случувало и за време на Втора светска војна и резултатите од истото, ќе ја видите и сликата за тоа дека матрицата за жал не се менува. Но како што не се менува кај нив, исто така многувековниот македонски идентитет исто така не се менува, бидејќи тој ни го пренесуваат нашите мајки. И тој не можете да го добиете на улица секогаш или на училиште, не мора таму да ви биде наметнат. Во природата на нештото органски припадноста кај сите нас е нормален процес и тој не може да биде пресечен насилно. Вештачки, апсолутно, особено не насилно. Голем број на македонци, за жал, во тие различни империјални распаѓања, во процесите на создавањето на националните ентитети, кои што знаете вие многу добро се создава од надвор. Па прво се создава, нации, па после внатре се вршеше етногенеза, па децении, кај грците многу долго, дури столетија им требаше повеќе, кај бугарите малце пократко, но ќе видите
И во тие аспекти дека таму вие имате на пример голем број на малцински прашања кои што до ден денеска се исто актуелна тема и треба да се зборува за истата, како што е македонското национално малцинство, посебно во Бугарија, но и во Грција. Гледајте што се случува периодов и во грчките села, каде што беше до сега, нели, нормално во рамките на овие летни прослави, во рамките на оние да се пеат македонски песни и ора, крајно симпатично, ништо агресивно, ништо не знам. Но и тоа сега се забранува и тоа, мама смета затоа што е почнат бранот. Сега јаваат на бранот на тој, како да кажам, еве, ќе си дозволам мое мислење, тоа не е на владата, не е на парламентот, на тој, како да кажам, скриен неонацизам или неофашизам, кој што има потреба да ги абсорбира и да ги устројува нациите и етничките групации по мерка од надвор, а не од природната, автохтоната мерка која што е природна и која што ги држи овие етникуми. И тоа е во лошата географска позиција, за жал нашата несреќа е лошата географија. Па да бевме соседи со швеѓаните и данците, поинеко ќе беше. Да, ме прашуваат колеги дипломати како би го решиле проблемот. Па викам, овој проблем да најдеме парче земја некаде во свет без соседи и да се преселиме, да си ја продолжиме приказката на рат, на никого да не испитам. За жал тоа не е возможно. Но тоа е тоа е нели да. Морам да ви признам, ова со сега го кажавте. Велите еден ден ќе го објавите во мемуари, тоа е сепак далечна веројатно перспектива. Меѓутоа што го кажавте, дека најотворено и грубо на ниво на пратеници, на ниво на луѓе, вие тамо не одите како турист. Туку одите, значи на високо ниво, така отворено да ви кажуваат, вие сте бугари, потоа да ви вртат грб, просто неверојатно ми делува. Сега вака во овој момент ме запрепастивте, како тоа? Верувајте, истото се случува за затворени врати и во Брисел. Многу пати сите сме го поминале, како се вели народски, сме го јаделе тој стап. Тие сме многу свесни. Кој мисли поинаку се лаже. Па добро, но некој 7 години не убедуваше дека живееме во некоја луда заблуда, дека ние сме заблудените и дека со попуштање ќе дојдеме во една ситуација во која што нели нашите соседи ќе речат доста ги малтретиравме, отприлика така го доживував јас тоа, ајде сега видете, ќе ги оставиме на рад. Јас многу често им кажувам на нашите бугарски колеги, зашто морам да признам, јас во мојата кариера академска сум створила конекции и надвор кои што се академски, пријателски и искрени. И познавам многу интелектуалци во Бугарија кои не се согласуваат со политиката која што е одбра Бугарија кон Македонија, да знаат. Но тие луѓе за жал сепак се малцинство. Па не се они малцинство, туку они не сакаат да се мешаат во политика. Си имаат своја работа. Така и но политиката е таа што ги решава работите. Да, инаку многу искрено се дискутира на таа тема и тоа мислам го гарантирам зашто многу пати сум го слушнала од нив. Но она што е исто така клучно е дека одевме со нели барањето за уставни измени, се потпиша Преспанскиот договор, се кажуваше дека ќе се влезе нели НАТО го добивме, дека ќе се почне европскиот нели евроинтегративниот процес ќе се забрза, дека многу скоро ќе стане меѓуземја членка и така натаму, и тоа не се случи. Потоа хронолошки 21 заеднички на ниво на сите пратенички групи ги гласавме декларацијата за црвените линии, за заштита на националниот идентитет. За после само една година да ни се случи францускиот предлог и, што е најтрагично, и до ден денеска јас постојано тоа насекаде го говорам, не можам да го заборам хоророт од ароганцијата на Бујар Османи. Го молевме, трчавме по него по ходници во парламентот. Тоа е нашата работа, ние сме народни представници. Ние молевме да го видиме документот. Не ни беше дозволено, не маткаше со недели. Молевме да се отвори дебата на Комисија за европски прашања или на Комисија за надворешни работи на пленарна седница. Но тогаш одлучија се да решаваат во 4 очи, неколку луѓе буквално. Па затоа што требаше да се создаде шашма, неодговорноста на таков министер, на таква влада која што не размислуваше, повеќе веројатно размислуваа за тендери и за бизниси и гледаме бизнисите се надвор. Така што тука не може никој да се оправда и затоа нас не треба Европска унија. На погрешно ниво се води оваа дебата. Губиме енергија за нешто кои сме ние. Ние немаме потреба никому да се докажуваме кои сме. Ние сме тие што сме македонски граѓани, македонски народ. Имаме собствен идентитет. Нашиот јазик, Драган, точно се што напише професорот Тони Десковски пред некој ден. Апсолутно истото го мислам.
Читав и велам, Боже Господи, туку се вистината е толку едноставна. Тој вели, со кој памет, нели се парафразирам, не го цитирам. Се стави јазикот да се дискутира во преспанскиот договор и да не убедува тогашната власт дека тоа е кога 93-та во личната карта на Македонија при приемот во Обединетите нации си беше внесен македонскиот јазик. Зошто дискутираме за македонски јазик кога тоа е веќе завршена работа? За потоа да кажат дека во некој извештај таму ја ставиле, го ставиле јазикот. Сега ми кажуваат колегите од опозицијата Фронтекс, Монтекс, луѓе. Што со тоа? Ама во ред, супер, ама тоа не ми значи мене ништо кога слушам дека има проблем од страна на некои европски пратеници кои што сметаат дека македонскиот јазик не е македонски јазик, дека требало барем модерен да стане. Тие ќе ми кажуваат на мене цела наука, катедри, не знам колку има десетици катедри по цел свет за македонски јазик и македонистика. Со децении данас. Да, јас не сум лингвист, јас сум доктор на правни науки, се бавам и со историската проблематика, но доволно сум едуцирана за да знам дека не мислам кој би се академик посветил својот живот да го поручува еден јазик кој што не постоел. Мислам и тие тврдат дека не постои. Таа фрустрација и сето тоа што се наметнува има еден друг наратив. Доколку нашиот источен сосед беше навистина братски народ, пријателски, поблизок до нас и се. Ово што го зборува господинот Бојко Борисов. Така, и подаваме ракави. Многу убаво што го прави тоа Бојко Борисов. Бојко Борисов требаше да биде прв кој што ќе се бореше Македонија да добие шанса побрзо да биде интегрирана во Европска унија. Затоа што на тој начин проблемот и со бугарското национално малцинство во Македонија ќе беше многу лесно решлив. Значи, но не обременет со условот за да имаш подобар живот, да најдеш чаре, да избегаш од партизација, да избегаш од лоши шефови, неписмени, да направиш подобри услови за живот, да мораш да земаш бугарски пасош, силом прилике за да бегаш. Па тоа е целата реалност. Тогаш нема обременетост. Тогаш ако јас се осеќам како бугарка, ќе си земам и бугарски пасош, јас сум европски граѓанин и така натаму. Да. Кој како си се чувствува, така ќе се однесува, нели нема да има стеги. Ама во вакви услови и да ми кажуваат руско влијание, вакво влијание, руско, српско и кинеско, тоа веќе стана како супер. Видете, да, ама дека се обратат на адреса на некои председатели и политичари во минатото кои што се сликале на црвен плоштад и лажеле тука во Македонија, правеле шашма и се создала погрешна слика и во Европа и можеби насекаде во светот. Значи ве молам, после ова што го направи овој Румен Радев, каде што јавно еве го клипот вирален, цела Македонија го гледа, каде што кажува дека алудира на Охрид, алудира на Свети Кирил и Методи, на Свети Климент Охридски, дека од таму потекнува јазикот, нели културата која што после ја писменува Русија и така натаму. И се гледа рускиот председател како му вика точно збориш, така е. Како истиот тој руски председател на еден бивши председател Иванов на пред 10 години му кажуваше дека културата на Русија потекна од Македонија. Да. Сега што се случи, како за 10 години и каде е посилно руското влијание? Пазете, се работи за земја членка на Европска унија. И на НАТО. Да, и на НАТО. Не сакам да видам реакција како што нас не притискаат, нели модма и сега, моментумот бил сега, мора сега уставни измени. Луѓе, знаете ли вие, тоа им го зборуваме, знаете ли вие што значат тие уставни измени? Никаков проблем нема, како што каже премиерот денеска. Тоа е работа од 2 дена. Ама никаков проблем нема. Еве ќе ги ставиме, ама тие тогаш ќе сакаат тука да си ја донесат нивната наратив и приказка. Што ќе направиме? Уште ќе го делиме македонското општество, наместо да направиме кохезија, уште поќе да го разориме. Да си додадеме самите на себе нов проблем. Морам да го прочитам, да прочитам изјавата на господинот Бојко Борисов. Вели, драго ми е што гласот на Бугарија беше слушнат. Повторно им подавам рака на нашите пријатели во Македонија да продолжиме напред заедно воз основа на почитување и спроведување на договорот за пријателство и добрососедство. Во мене и во лицето на Бугарија тие секогаш ќе имаат искрен и близок партнер. Прво, воз основа на почитување и спроведување на договорот за пријателство и добрососедство. Таму ги нема овие услови. Значи, ги нема. Да. А второ, како да имаме искрен и близок партнер, и тоа ни го вели дента кога бугарските пратеници зборуваат дека Македонија не постои. Јас не знам ова. Свесен сум дека и овие изјави сега утре ќе бидат ставени негде како доказ за некакво антибугарство. Овде нема никакво антибугарство. Ова е прост механизам за одбрана. Ќе ви кажам што се има случајно. Има добиено реакција од високи, видовте господјата Марта Кос како ја брани Македонија.
Сега тука ја направија партал, жената Заради извади некој, од мислам контекст. дека ја извадија. Ама Да. не, јас ви тврдам дека извадија. Ја извади од Не контекст. беше баш пиперки работата, но Друга беше незината цел. Мислам, знам и дел од состаноците што е зборувано и ја знам незината намера. И го кажа вчера тоа на пленарната седница 2 пати, на почетокот излезе и на крајот излезе. дека не е Со до Томас пиперките Вајд. и до Ма, глупости. гравчето. Најмала работа е тоа. Мислам, боже мој, ама тоа пак ја кажам, до сенсот, до неписменоста во медиумскиот простор, до немањето на разбирање што е тема, што не е тема и така натаму. Тоа е веќе друго сериозно Тоа е прашање, страшно. професорка, со тоа Страшно. можеме да пополниме 2 емисии Да. со оваа дебата, Да. меѓутоа вечерва имаме Поразлично. поинаква цел. Но сакам да ви Повелете. кажам, веројатно има он добиено реакција, бидејќи ако ја правите анализата сега, она пиар анализа ако направите. Мислам, нели се извештивме и да читаме меѓу редови во политиката. Научивме по нешто, така. Да, научивме по нешто. Таму ќе видите, најагресивни беа грците. Значи, тие беа најагресивни. Бугарите беа со амплитуди, со одбрани избори, например Ковачев, кој што е сршта на сегашната Агресивен политика. антимакедонец. Еве, отворено да Агресивен, кажам. Внимателно зборуваше, ама така е. слушате колку беше внимателен. Секој збор му беше одмерен. Зошто? Зашто секој ден во Европарламентот пие кафе со битните луѓе во ИПП, во неговата политичка групација, но и се представува себе си како европеец и мора да го држи балансот и представата за сопственото општество. Но затоа им ја пушти на овие другите малце поагресивно да тргнат и со огромен бекап и од страна на грците, па и со еден дел и од другите, нели, од патриоти и од Реню. Иако интересно, некако грците беа последниве години некако на страна тргнати, како да беа задоволни, така се представи една слика. Таква беше сликата. Сликата дека Да. тоа е тоа. Ете, со нив нема што понатаму, го сменивме името, на начин на кој што го сменивме крајно без везе, се извинувам на изразот, и сега со нив е окей. И одеднаш кога имате ова во Европскиот парламент и викате, чекайте сега, од каде се оваа работа? Значи, пак ќе ви кажам, нема никаква реакција од нив, освен подпишувањето на Преспанскиот договор, и ништо не е спроведено, ништо не е нели поминато во Атинскиот Па и парламент натаму и така пишува натаму. Скопје на патоказите. Па, еве, тој што ќе ја смени таблата, барем и со новото уставно име, мислам дека нема да го види ни вечерта нема да ја дочека. Затоа што тие се таму агресивна држава, не се баш така демократи и слободумни како ние македонците. И добро, тоа е нешто што не е убав пример. Во однос на Бугарија. Тие сега ќе се обидуваат да прикажат ова како европска приказка, ќе се обидат да ги зацкријат, иако направија голема штета, првично направија нивната штета, ја направија со агресивниот настап што го истурија врз Томас Вајц. Очигледно се исплашија од него. Во Македонија, па не очекуваат дека тој како, нели, како зелен, како дека толку ќе влезе во оваа тема проблематика, ама човекот стварно, мислам, влезе со добра намера. И воопшто нас не поштеди. Значи пред 3 месеци имаше едно исклучително остро интервју каде што партал ја направи владата во однос на корупција, справување, правосудни реформи и така натаму. Во ред, но тоа е сосема нешто друго да ви од ова, кажам, значи така е. воопшто не е он некој кој што нели безрезервно ќе ни дава ветер во грб и ќе клима. Но затоа бугарите го направија платеник. Видете. Го направија Драган, така може на Балкан така луѓе да вперувате со прст, да. И ништо никогаш, нели многу криминалци знаеме дека шетаат меѓу нас и тие се све помокни, ако не се истурени, после идат у позадина па си стават други пиони и сите знаеме дека се криминалци, ама сите некако не ние, ама генералната слика е некако восхит. Ама за жал да. Во Европа, ако за некого кажете дека криминалец треба да докажете и тоа се процесира веднаш. И затоа прво многу го навредија човекот, значи страшно го навредија со тие гнасни писма што ги пишува, сите тие обвинувања, таа кампања што ја водеа, тука и се изгубија, значи стана класични балканци. А второ, бидејќи не можат да го докажат тоа, сега ќе треба сериозно да се оправдуваат. И тоа е среќна околност за нас, бидејќи тука сме ние чисти како солза. Ние навистина во нашите разговори си имавме тематики каде што дискутиравме за историја. Значи јас прво и професионално ми е обврска да објаснам зошто за мене е тоа неприфатлив услов. Уставна категорија именување во устав, значи дека ќе ти бара од државен буџет да му отвориш државен факултет.
Не може две различни истории да предаваме во една држава. На што ќе личиме ние? И не само различни, туку диаметрално спротивни. Многу, како да кажам, ќе ми простите на израз, многу перверзно е ова. Така е. Понатаму, не можете да градите наратив дека во Македонија се напаѓаат бугари, па да го носите тој Љупчо Георгиевски. Видете, Ванчо Михајлов му се викаше клубот, што понатаму? Апсолутно. Ние бевме на страната на антифашистичката платформа и така добивме шансата да создадеме конечно македонската национална држава. За доцнето, но сепак еве го фативме тој моментум и ја остваривме таа вековна цел на македонскиот народ. Значи ние И сега треба да ти се подметне за да се репарира Бугарија во времето на Ѓорги Димитров, како ни беа донесени моштите на Гоце Делчев? Па зошто ни ги донесо ако било така? Зошто Бугарија 34-та година, ајде да вратам поназад, ја забрани ВМРО на низина територија? Зошто бегаше цело ВМРО, а тие што не ги спотепа избегаа надвор? И никош не смеа да се вратат. Зошто? И сега, значи, имало амплитуди во однос на интересот, но в крајната цел е она што цар Борис го кажува во Бугарското собрание. Рубинот во централниот рубин во круната на Бугарска е Македонија. И тоа си е вековна цел која што тие се обидуваат да си ја остварат. Но тука не завршува приказката. Геополитички, ако сакаме, планот е излез на Адриатикот. Тука имаме проблем и со Албанија. Ајде сега еден друг наратив да отвориме што во Македонија не се дискутира. Кој го прашал помалата етничка заедница составена од македонски албанци во однос на овие прашања? Еве, Бујар Османи се однесуваше така, но тој не е репрезентативен примерок. Апсолутно на целата заедница. И дали е тоа прифатливо? Ние имавме тешки моменти, имавме Охридски рамковен договор, имавме многу долг процес за возобновување на соживотот и довербата и соработката. Овие нови деца, нови генерации веќе не сакаат да се оптеретуваат со стари теми, со тешки теми, сакаат да одат напред. Тие деца живеат во интернет просторот, се занимаваат со artificial intelligence, сакаат многу други работи, перспективи кои што стојат пред нив. Ние немаме право да си дозволиме да си играме играчки, тоа е многу опсежна анализа. Само несериозни политичари, пак ќе ви кажам, само луѓе кои што немаат осет или кои што имаат други интереси, криминогени се во секој случај. И ќе видите, Драган, на крајот од денот. Значи, борбата за антикорупција е сериозна тема и тоа е европска тема. Ако сакаме како општество да станеме дел од европскиот простор, ние мора да докажеме и мораме не со политички прогон, не како одмазда, но оние кои што злоупотребиле своите позиции, кои што се стекнале со нелегално средства, кои што злоупотребиле македонската држава за сопствени лични интереси, мора да одговарат. И не стрпива јавноста тоа да го види, морам да ви признам. Ќе ви кажам, ако можеше Албанија да го направи тоа, ние сме многу поспремни тоа да го направиме многу побрзо. Но кај нас остана се уште битката на политички противник и на таманење едни со други, и тоа е нешто што оваа влада не го прави. Значи, една година тоа е се што не сакаме да го направиме. Но видовме проблем во обвинителството, видовме проблем во судството, видовме ги знаеме октоподите. Ја знаеме корењата на сета ова, како да ја кажам, гнасотија која што се случува во правосудството и која што не дозволува да се создаде простор тој што си се огрешил. Значи, во Македонија да наместите човек и да го однесете во затвор е многу поверодостојно отколку да го фатите некој политичар кој што злоупотребил стотици, илјадници, милиони евра на сметка на македонските граѓани и да го дисциплинирате, да добие казна и да биде пример. Но кога ќе почнеме тоа да го правиме на транспарентен начин, тогаш ќе почне реформата и патот кон Европска унија. Во самата влеговте во овој аспект, има уште нешто сакав да зборувам околу господинот Вајц, просто ме фрапираше ово што го прочитав. Бугарска колешка моја на пресконференција денеска му вели на господинот Вајц дека неговиот кредибилитет како известуваче доведен во прашање поради наводните сомнежи дека се среќавал со македонски представници и бил предмет на лобирање. На што тој одговори: треба малку да се информирате, малку да промислите за тоа што го зборувате и да ги прочитате правилата. Меѓутоа води на аспект што го зборувавте со германецот, не може баш да се однесувате како во балканска крчма или негде. Зошто ние бевме во Брисел, бевме во Страсбур.
тој дојде кај нас, држевме состанок со Па господин правил Григорев. извештај за Македонија, не за Индија, Ама, видете, природно. Да, ќе оставам јас Ковачев или некој како Џамбаски да му раскажува приказки. Мене ќе ми кажуваат, знаете како, тоа е секој достоинствен човек ќе му се создаде тој револт. Не е важно дали човек во политика или не. Со кое право мене друг ќе ме именува и ќе ми натура таква па и да е во право нема да му го прифатам, затоа што не, апсолутно. Сакам да ви кажам, достоинството на нашиот суверенитет и интегритет е засегнат. Нашата држава е под напад. И ова нели не е драматизирање, ова е реалност. Това е фактичка И зошто човекот го раскина затоа што се сретнал со група на пратенички од македонскиот парламент. Па ќе се сретне. Тоа е работа, така Ние треба. моравме да одиме да си ја кажеме нашата вистина. Моравме да ги погледнеме во очи. Не се видовме само со него, се видовме со сите тивки известители. Се видовме со сите кои што сакаа да се сретнат со нас. Ги замоливме за искрена поддршка. Им го кажавме тоа што сега јас ви го кажувам на вас. Ве молиме, ни треба реформа, ни треба рестарт на општеството. Мора да се справиме со октоподите на корупција и криминал кои што се длабоко вгнездени во Македонија. И уште една работа што многу ме загрижува, што повторно во извештаите што ги читам и анализите што доаѓаат од надвор се појавуваат. Повторно поврзувањето со Босна и Херцеговина, со тамошната нестабилност. Па тоа е вие зелената милја која што вие трансферзала за дрога, за оружје, за бело робје, за најцрните работи. Па некој сака ова да остане дупка во Европа. За жал да. И ние мораме да се бориме, Драган, со тој момент. Не мразиме никого и не треба никого да мразиме. Ако ме прашате, подеднакво ги почитувам сите наши соседи и ми е мило за нивните успеси, сакам да научам од нив. Секаде ми е убаво каде што ќе појдам и ќе доживеам ново искуство, нови сознања и така натаму. Но никогаш не сум ни воспитувана, ниту луѓето со кои што јас соработувам се такви да напаѓаме или да навредиме некој друг заради сопственото убедување. Тоа е не европски принцип, не демократски принцип, не почива на Но никој не може да не спречи да ги браниме своите аргументи. Сакам да ја потенцирам господјата Ирена Јовева, многу интересен лик, не толку познат кај нас. За жал, Ирена е исклучителна. Македонка по потекло, словенечка евроопратеничка, која што за мене навистина восхитувачки излезе во парламентот, на македонски јазик им се обрати и им рече: господо и дами, не можете вие да одредувате и да наметнувате, не знам, и ќе дозволувате македонски јазик или македонски идентитет. Тој не. Меѓутоа, вториот дел од незината изјава или првиот, ако сакате, беше: ве молам, ни се обрати на нас во Македонија, немојте да верувате дека Европскиот парламент се обидува да ви го презема идентитетот, јазикот, не знам и што беше друго, да ви ги одземе, се извинувам. И овде е клучната порека, и тука јас наоѓам една сврзнувачка, би рекол, линија со тоа што го зборуваше денеска премиерот. Ово извештај ваков каков што е наметнат од нашите соседи е во ред. Можеме да се нервираме ако сакаме, мислам дека нема потреба да се нервираме. Не, нема потреба од нервоза, мора да сме свесни. Но во основа, ова не е Европскиот парламент, ова не е Европа со таков став. Ова е наметнато прашање од страна на конкретни чинители. Не е цела Европа против нас. Не сакам да влегуваме во на теорија на заговор, дека не знам сега сите нас не мразат. Не, ова е конкретна акција на конкретни фигури од конкретни политички, како се нарекува тоа, ситуации на Балканот. Европа не ни е непријател, тоа го потенцираше и премиерот. Апсолутно. И во тој аспект, затоа сега влегувам во вториот дел од прашањето. Ние мораме да продолжиме по европскиот пат кога е во прашање европски вредности. Немаме друг избор. Така е. Не заради нив, заради себе. И овде клучото е во тоа, ние мораме заради себе да направиме квалитетна држава, квалитетно судство, здравство, образование, да не повторувам, да смачкаме таа корупција, да се избориме со организираниот криминал. Заради нас, а дека тоа се европски вредности, супер, се поклопува. Да продолжиме по тој павец, да не се откажеме од него, затоа што сега веднаш ќе се јават дефетисти. Сега веднаш ќе се јава што ти кажете, па добро, тоа што ајде Кина. Сега сигурно, да. Антарктикот. Ајде сега, тоа е тоа. Не е така. Ова е трнливо, ова е политика, ова е дипломатија, ова е борба со машинерии кои што не се играат, меѓутоа па не сме ние за фрлање, искрено да кажам. Апсолутно. Видете, прво, знаете како, малите држави и малубројни граѓани како што сме, нели, не сме ни не цели 2 милиони внатре во државата, имаат
и тенденција да сакаат да целат на големи грандиозни концепти. Тоа е некоја психологија бихевиористичка. Сосема е во ред. На крајот од денот, она што нас треба да интересира е токму ова што вие го кажавте. И тоа си е напишано. Ако земеме квантитативно да го оцениме извештајот на Томас Вајц за 23-та, 24-та, малтене 3 влади, со се техничката влада опфаќа владење на 3 влади, се работи за извештај кој што е објективен и не е баш вака лесен за читање за тие што разбираме што таму ни кажуваат. Но објективен велите, така е како што е. Но е објективен, затоа што јас се согласувам и пак ќе кажам, нам ни треба реформа во правосудството подитно. Ни треба нови институционални пристапи во однос на спроведувањето на правото и правдата. Ни треба судски совет кој што ќе биде полн со правници со кредибилитет кои нема да се восхитуваат ниту на бизнисмен, ниту на политичар. Туку ќе си ја гледаат работата и ќе судат по словото на законот, тоест ќе водат контрола за тоа дали судиите си ја вршат својата работа. Истото се однесува и на обвинителството. Не можам да се согласам дека сите судии или сите обвинители се корумпирани или неспособни. Не е во ред. Но тие кои што ја водат палката се уште, тие се играчи кои што најголемиот дел од нив не ја заслужуваат позицијата и одговорностите кои што ги имаат. Убаво е човек да има моки пари, ама нека си ги заработи. Да оствариме општество каде што луѓето ќе можат да заработат и многу пари и да си живеат достоинствено, а не вака со фрустрации и на ваков петоколонашки начин, иако 30 кусур години плурализам се уште со едноумието и со начинот на лукративното делување од поранешниот систем на вредности. Тоа се работи кои што ние мораме да ги надминеме. Во извештајот исто така се укажува на потребата од слобода на медиуми, на развивање на медиумски простор, за развивање на граѓанското општество, кој што е битен сегмент за развојот на општествените карики. Имате многу аспекти кои што ви укажуваат на развој на инфраструктура, поддршка за истото и спроведување на реформите во администрацијата, кои што се исто така дел од системските закони кои што се дел и од планот за раст и оваа што е поддршката што си дојде финансиска од страна на Европа и треба да значи многу голема обврска и е огромна обврска за власта. Тоа се прашањата кои што се мониторираат и врз основа на кои што се мерат европските вредности. Идентитетските прашања, она што нашите соседи сакаат да ни го наметнат и се обидуваат да не вовлечат во овој витал, да се прашуваме кои сме, да се сомневаме, да се објаснуваме и така натаму. Треба да ги сватиме како сериозен аларм, мора да сватиме дека ова сепак на крајот од денот е добра порака, имаме проблеми, имаме нешто што треба да го решиме и за тоа треба да направиме национален општествен консензус, да дигнеме кичмата малку, да ги собереме стомаците и со поладни глави да почнеме да градиме општество кое што од внатре ќе носи својата сила. Ова е многу важно. Денески премиерот тоа го спомна. Мислите дека имаме ние есенција општествена тоа да го направиме во овој момент? Апсолутно. Да, премиерот рече сите, ги наброја сите што живеат во Македонија. Ги спомна и партиите, и од опозицијата, и кои да е. Дајте луѓе да се договориме за некои работи. Принципиелно, затоа што навистина ни е потребна на сите. Па видете, да. Дневна политика си е дневна политика. Борба за власт е борба за власт. Овде се работи за државата. Да застанеме и да речеме сите заедно, ова овде е нешто што не може да помине и готово. Ама ние го направивме 21-ва резолуција донесовме. Па донесовме, меѓутоа потоа излезе дека некои резолуции можеме и да ги така. Ама само во Македонија тие брзо им поминува рокот. Во Бугарија не им поминува рокот. Сите радикално гласаат во иста линија. Па сега треба тоа да си го научиме, тоа е национална кохезија, која што нам ни е неопходна. За кохезијата зборувам. Неопходна. Има здрави карики. Македонските граѓани се уморни од прашања кои што, сакате да направите да покриете некој скандал, дигајте национализам. Сакате да си направите други циркузи, раскарајте ги овие со оние и така натаму, тоа се стари механизми на игра. Пак ќе кажам, ова е различен пристап. Оваа влада
е поразлична. Значи има искуство и ги памти искуствата од минатото. Токму затоа и таков е и наративот на премиерот. Учиме од грешките. За чудо. Па треба да учиме. И Учиме од треба да грешките. учиме да не забораваме. Тоа минатото убаво каже Томас Вајц вчера. Европа значи да ги надминеме проблемите од минатото и да се устроиме кон иднината. А таа иднина треба да ни ги задржи децата тука, треба да ги мотивира да сакаат да останат тука, да веруваат дека вреди да се бориш за ова парче земја, да внесуваш, да придонесуваш, не само да грабаат и да носат надвор и да прават нели приказки кои што никаде никому не му се значајни, мислам и се со краток животен век. Така што има многу поважни работи кои што можеме да ги направиме. Јас верувам, искрено верувам дека во наредниот период ќе почне да се гледа сето тоа, како и ова до сега, нели сите овие обиди. Значи, Драган, навистина, јас најмалку сакам да зборувам за тоа што било, ние победивме токму затоа што тоа претходното не чинеше, но навистина кај да копнете секаде има такви проблеми, такви се руши системот од внатре, многу системски грешки кои што мора да почнат да се решаваат и тоа се болни процеси. Болни процеси. Согласувам сосема, сме на крајот на оваа емисија и токму еве за крај да кажам она што ми се допаѓа и вие интуитивно некако го кажавте. Владата ја прави својата работа, ќе продолжи да работи, ќе видиме со каков успех, се надеваме на добро, меѓутоа се промени и погледот на граѓаните, на сите во Македонија. Веќе навистина не сме толку наивни. Порано плачевме во вакви околности. Страдавме, изигрувавме жртви, сега веќе не. Гледаме на работите со ладни глави и гледаме навистина како што стојат работите и го бараме излезот. Основата за успехот е токму тоа да веруваш во себе и ми се чини дека тој моментум е популарно наречено на создавање верба во граѓаните. Дека да, па може да зборувате што сакате против нас, ако сакате, можете да ни правите комбинации вакви и онакви, но ние ќе тераме и ќе обстанеме, полека почува да се раѓа. Искрено се надевам дека тука лежи новата надеж, сега да не звучи ова почитување малку поетично, меѓутоа навистина би сакал да верувам дека е така. Како и да е, овде сме сосема на крајот, малку професорски, малку политички, малку дипломатски од ваша страна, меѓутоа мислам дека ја погодивте сршта на целата приказна. Многу ми е драго ако им се допадна на нашите гледачи. Благодарам на можноста, Драган. Немам никакво сомневање во тоа, почитувани гледачи, тоа беше се за вечера, се за оваа работна недела. Утре во 15 часот се разбира е репризното издание на оваа емисија. Јас ви закажувам нови средби со мене и со нови гости се разбира од понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.